Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наredните 60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Секогаш кога ќе се најдат во тесна ситуација, бугарите играат на албанска карта во Република Македонија. Повикуваат пријател, како во квизот Милионер. И сега ќе се обидат, и сега се обидуваат да повикат пријател. А пријател одговарат ке албанските интелектуалци во Република Македонија. Всушност, играјќи на албанската карта, бугарите сака да направат дестабилизација во Македонија. Тоа е темата на вечерашната емисија. Дали бугарите со помош на албанците ќе се обидат или ќе успеат да направат дестабилизација во Република Македонија. Се сеќавате, почитувани гледачи, на случајот со Смилковско езеро. Тој пролета 2012 година. Бугарската екипа или екипата на најмокната бугарска телевизија, тоа е BTV, тази сутрин се вика емисија, Николај Бареков, тој беше голема звезда на BTV, подоцна стана европратеник, доаѓа во Скопје и треба да го третира прашањето на Смилковско езеро. Еден ден претходно тие развиваат одредена тема, дека всушност еден или неколку од обиените дечиња на Смилковско езеро имале бугарски пасоши, подоцна тоа се демантираше. И сакаа да направат одреден конфликт во Република Македонија, еве бугарите се убивани од албанците во Република Македонија. Бев поканет во таа емисија, тоа беше некаде околу 7,5 сабајле по македонско, односно 8,5 сабајле по бугарско време, требаше да биде Јасмин Реджепи и Рамадан Рамадани. Бидејќи видов во кој контекст се сака да се стави целата таа ситуација или целата таа трагедија која се случува по македонското општество со Смилковско езеро, убиството на тие 4 дечиња од Смилковско езеро, се јави феќе Рамадан Рамадани, се јави феќе Јасмин Реджепи. Јасмин Реджепи прифати да не учествува во таа емисија, Рамадан Рамадани се појави во таа емисија. Што сакам да кажам, почитувани гледачи? Секогаш бугарите играат на таа албанска карта, ќе играат и сега. Тоа е темата на интервјуто со господинот Агим Јонус. Агим Јонус, 4 години не сме се виделе. Па не сме се виделе, завршивме неславно. не тврдо. Ама барем си опростивме и си се извинивме. Едно тврдо интервју се раскажува 4 години. Да. Тогаш не беше толку популарен, после тој интервју многу популарен стана. Абе ти ме направи популарен. Те направи популарен. Браво, фала ти во животот, мислам. Да, меѓутоа ние сме пријатели 20 години. Да, сме преку 20 години пријатели. 20 години. Сега, браќа се карат, камоли пријатели. Агим, што ќе прават албанците во Македонија? Што ќе прават машко дете? Па сега може и женско, ако не. Што ќе прават албанците во Македонија? Кога се зборувате за Македонија, ајде вака, за да биде фигуративен разговор, да разговараме на принцип на наши и ваши, може? За да има пластика муабетов. Да, малку е тоа, нели, Тоа се све мои. Не одговара на вистината. И твоите се мои, и моите се мои. Меѓутоа зборуваме ради пластичност на разговор. Што ќе прават? Прво треба да им заблагодарите на албанците што се толку многу конструктивни во овој момент. Конструктивни, пази, на некој начин тие се кичмата на државата. Во овој момент, во актуелниот момент кога е расуло, претпоставам дека мислите за Бугарија. Па не само за Бугарија, што е евроинтегративни процеси, имаш економски процеси, имаш процеси на работа во институции кои се од круцијален карактер. Повторно погрешно тргна интервјуто. Верувам. Да. Веројатно повторно погрешно тргна интервјуто. Бидејќи ако почнеме така да мериме, добро. Знаеш, ако почнеме така да мериме, тогаш македонците па се претерано конструктивни во однос на албанците. Ако почнеме така да ги редиме работите, 99-та година, па војната 2001 година, па неплаќање даноци и така натаму, и тоа нема крај. Попис кој не може да се спроведи во Република Македонија, нема крај на сите тие работи. И тогаш и македонците можат не само со исто право, туку со многу поголемо право да окажат тоа. Мака заличувате на Ким Мехмети што не е добро во овој контекст временски. Сам пази, Ким Мехмети е апсолутна почит и респект и не би сакал толка ќе застанам, почит и респект. Да, но тоа што кажува, видите, се испадна главен мегафон кој го користи Лјупчо Нечков во Баганес да ги кажува најлошите работи за македонскиот народ, тоа го прави во моментот Ким Мехмети. Јас не сум Ким Мехмети, јас сум Агим Јонус, како прво. Моите настапи јавни од секогаш кажуваат што јас мислам и како мислам, а тоа што јас го мислам и како го мислам у два збора, ќе го кажам, Македонија е моја држава и јас. Има 1001 причина поради која би требал да бидам конструктивен, би требал, сакам да бидам конструктивен, оваа држава сакам да функционира како што треба. Гледај, например, за еден села. Даваше многу невкусни изјави некаде пред 3 или пред 4 години пред да се случи тоа на 27 април што случи македонскиот парламент. Македонците таква рече. Се согласувам. Даваше многу невкусни изјави. Последните изјави кои ги дава пред 2-3 недели дека
Бугарија со ова политика и со овие барање, со овие условување, па дури уценување, брутални уценување, сака да не постои македонската држава. Така за еден села ја доживува целата таа работа. И тоа е негова, Дали е тоа далеко од вистината? Не е далеко од вистината. Не е далеко, тоа Бугарија не е сака да постои македонска држава. Ма тоа е единствена вистина, нема друга држава. Бугарите да може нас би не удавиле у капка вода, мислам фигуративно. Така е, се согласувам. Сега, ако бугарите би сакале нас да не нема, кога велам нас, македонците, На луѓето кога кои велам живееме македонците, велам граѓаните на Република Македонија. така Сега е. вака. Ако бугарите Како би... што во Америка се американци, Кој? како што во Америка се американци, Да. ние сме си по држављанство македонци. Во ред, апсолутно се согласувам со Тука тоа. живееме, тука Кога јас живееме. одам надвор негде, Така е. и кога го покажувам пасошот, он ми вика македонец, ја Македонијан, и се иди објасни му ти, не, јас сум албанец, чекај го буниш. Така е. Во ред е, тоа не значи дека ја не сум албанец. Си албанец. Меѓутоа, мора да се научиме дека ние представуваме држава. Така е. Ако веќе представуваме Игра држава, ние репрезентација. Апсолутно. Игра Република Македонија. мораме да имаме елементи на Нешто што не врзува. заедништво. Тука се схарахме минатиот пат. Тука Да, беше ама проблем. ти си запнал прошли пут у емисија. Признај дека за Албанија ќе навијаш. Абе ќе навијам за Руанда Бурунди ако сакам. Среќеше немаше публика кој ше камафташе некој албанско знаме на надпора со Косово. Таму кој те знае, Да, знае. заборави. У некој инат кој ше камафташе некој. Ај заборави прошли пут. Праеме рефреш, ресет праеме. Значи, видите, зиеде села, значи точно погода. Па имаме и Тала Џафери кој дава слични изјави дека тоа што го барат албанците, тоа што го барат бугарите, дека не може да биде прифатливо, дека не може никој да прифати, дека ние на држава тоа не може. Ама тоа е абсурд. И доаѓа Ким Мехмети. Пази, тоа што И доаѓа Ким Мехмети, знаете, и повторувам, јас не сум Ким Мехмети. Да, и мене ми е пријател. Почит и респект кон господинот тука завршува. Да, и мене ми е пријател. Меѓутоа, ставоите се брутални. Ставоите се као бензин да се дотуре на оган. Секој стои зад своите ставови. Прво да се разбереме нешто. Живееме во една држава која се вика Македонија, која легитимно се вика Македонија. Живееме во едно мултиетничко општество во кое што основниот елемент е граѓанинот, кој што мора да го негуваме. И почитување. И почитување. И почитување. Меѓутоа, се тоа е едно ниво на свест, а свеста ја градиме одамна долго со матрица која е политички искомерцијализирана. Македонската страна. Се извинувам, господин Аги, гледате. Па не се слагаш нешто. Не, видите, не говориме за Ким Мехмети, говориме за тезите. Значи, не говориме за... Значи, таму има две брутално опасни тези. Првата теза дека Тито и Джилас, односно екипата околу тоа е направила македонската нација. Тоа е првата теза. И втората брутална теза е дека македонците се условно речено геноциден народ, бидејќи ги имат асимилирано православните албанци. Како ли тој бил православен албанец и се молел, односно се молело неговото семејство или се крстило во Свети Јован Бигорски манастир, кој бил албански манастир. Тоа се двете тези кои бугарите ги кажуваат. И тие две тези може да направат сериозна дезинтеграција во Република Македонија и сериозен конфликт во Република Македонија. Затоа се опазни тези, затоа го спомнам, не дека нешто сакам да го спомнам, ако сакам да го спомнам, ќе викнам во емисија, но сакам тезите да ги тоа се стравично опасни тези сега во Република Македонија. Јас може да кажам моje мислење по тие тези. Првата теза за Тито и Джилас има свој поинаков одговор и поинаква содржина. Тито и Джилас во време во кое што тоа им се можело, ја создале Македонија за да не биде јака Србија. Пази. Македонија е бампер на Балканот, на раскрсница. Македонија била потребна како таква во тоа време. Меѓутоа, кога велам потребна, ти не можеш ако нешто е потребно да го направиш од ништо. Имаше една теза која што Заев ја спомна, своите мислења за Заев ќе си ги задржам, меѓутоа кои држат, па не заспале 43-та македонците. Па се разбуделе 44-та. За да се разбудат као македонци 44-та. Значи ти за да направиш држава, република, држава, било што, ти треба да имаш основ. Значи македонците постоеле, постојат и ќе постојат. И Македонија како таква постоела, ќе постои, постоела, постои и ќе постои. Ете, господин Агим. Арно. Сезено. Ите, еве да прифатиме бугарските тези. Бугарските тези се смешни. Добро, но еве да ги прифатиме тие најсмешни тези како точни. И бугарите велат следното. Браки Миладиновци се бугари и царот Самуил е бугарин. Царот Самуил е некаде 9 кон 10 век,
браќа Миладиновци се 19 век. Да. И ние помеѓу 10 и 19 век немаме ниту една личност на заедничката историја. Ни крали Марко, ни цар Душан, никој нема. Охридска архиепископија која не била никогаш нивна, па дури кога се призна Бугарската православна црква страна на Вселенската патриаршија, во дијацезата која опфаќа не е вклучена Охридската архиепископија. Значи, 9 века имаме ни Васил Главинов, ни Васил Левски, никој не е заедничка личност на заедничка историја помеѓу македонците. Еве да ги преватиме сите бугарски. Јас сум македонски образован на македонски јазик и делот од моето образование секако подразбило изучување на историјата. Тука ќе се согласам дека 9 века немаме ни една заедничка личност. Немаме фудбалски клуб што би се Нема ништо заедничко. Да, апсолутно се слагам. Меѓутоа, не сме во позиција меѓу македонците, албанците. Вие ќе видите, тоа е веќе посебна тема и ќе се вратиме на тоа. Вие ќе видите дека има заеднички, еве јас сум да речеме од Егејска Македонија, село Бамбел, кај што трговијата се прави со Елбасан. Не се прави трговијата со Софија или со Варна или со Корча, Значи има некоја природна со Охрид, значи има некоја природна географска линија, некој движење така. Овде нема ништо, а тие сакат, па дури не сакат да не наметнат, сакат да не силуват, сакат да не понижат како народ, како. Види, овој народ од секојаш бил силуван. Овој народ најмногу од своите. Па најмногу од своите. Од СДСМ и ВМРО. Најмногу од своите. Има, пази, ние си се подсмеваме еден на друг, а и двојцата имаме едни смешни досетки кои се многу блиски. За албанците вика тути албанези, тути команданти. Да. А вика како се прави чета комити. Еден комита и еден кодош, еден комита и еден помагач и двојца кодоши. Значи, тоа е тоа. Ние секој самите себе сме си пукале во нога. Не е единството било нешто на што е плаќен дебел данок на овој простор. Да се вратиме на она за албанската црква и за албанците и славянците. Гледате како одеднаш не политичари, не аналитичари од македонскиот блок или од СДСМ или од ВМРО-ДПМН, туку Арсим Зеколи и Ким Мехмети стануваат умилени аналитичари или луѓе кои пишат колумни кои се цитирани во бугарските медиуми, посебно во БГНС, агенцијата БГНС на гневниот и фрустриран Лјупчо Нешков, кој е роден во Скопје, кој е роден во Синглиш тука во Скопје, кој глуми голема жртва на тетовизмот во Република Македонија, а емигрира со татко му во Бугарија во време на живковизмот, или во најтврдиот комунизам во Бугарија која се наоѓа, таму емигрира фамилијата на Лјупчо Нешков и тој сега ги врти, ги цитира Арсим Зеколи, Ким Мехмети, така натаму. И не е битно што прават бугарите, битно е што кажуваат овие наши албански аналитичари, кажуваат 2 или 3 тези кои се исклучително штетни за Република Македонија. Например, Ким Мехмети отвара 2 теми или 2 тези. Првата дека Македонија е творба на Тито, на Джилас, македонскиот јазик исто така творба на Тито и на Джилас, и дека Македонија е вештачка нација, тоа е под број 1, и дека под број 2 со контрола на Белград Македонија развива антибугарска кампања и де факто со таа антибугарска кампања македонците сакаат да избегат од своите бугарски корени. Тоа се двете теми, двете тези кои ги развива Ким Мехмети. Се надам дека ќе прифати интервју, ќе можеме тет или лично да ги разглобиме тие тези. И втората личност тоа е господин Арсим Зеколи, кој е сега веќе исто така омилен аналитичар во бугарските медиуми, кој развива тезата дека, видите, за србите нема никаков погрден назив во Република Македонија. Има за албанците, има за бугарите, има за грците, има за турците, меѓутоа немало само за србите. И дека де факто македонската историја, тоа кажа Ким Мехмети и Арсим Зеколи, дека македонската историја е така направена да развива омраза према сите соседи, према сите други народи, освен према Белград, према Србија и према Југославија. Тоа се две опасни тези. Тоа се многу штетни тези кои наштетуваат на македонско-албанските односи денес во Република Македонија. Во ситуација кога твојот сосед, твојот комшија се соочува со одреден проблем, а ова е сериозен проблем каде што бугарите настојуваат нас да ни докаже дека ние имаме бугарски корени, се наоѓаат албански аналитичари, наши соседи со кои заедно живееме, со кои заедно комуницираме, со кои заедно општиме, живееме заедно тука во Република Македонија, делиме исти добри и лоши работи, тие од зад грб ни удираат нож во грбот, ни пукат во грбот и одат на воденица или на водата на таа бугарска мегали или голема пропаганда, да докаже дека македонците и бугарите се едно исто, дека со таа Титова историја, со таа југословенска историја ние сме поделени со бугарите, а ако не постои таа Титова Југославија или таа Титова историја која е наметната во Република Македонија, не бугарите би биле нешто сишто или нешто слично или нешто исто.
И клучното прашање кој ќе биде отворено во Република Македонија, а постојат две клучни прашања на Балканскиот полуостров. Тоа е косовското прашање, кое не е така комплицирано и е влезено во процес на разрешување, и второто е македонското црковно прашање кој ќе биде клучно прашање во наредната или во наредните години за решавање на Балканскиот полуостров. Бидејќи тоа црковно прашање ќе ги тангира и бугарската, и српската, и руската православна црква, и ќе бидат отворени конфликти тука во Република Македонија, дали околу манастирот Свети Јоаким Бигорски, кај што се појава албанскиот премиер Илир Мета, односно председател Илир Мета, и вели дека тоа е манастир на албанците или на православните албанци во Република Македонија. Се појава Ким Мехмети кој вели дека православните албанци во Република Македонија се асимилирани од македонците и претворени во македонци, и тоа се две многу опасни тези. И всушност тој проект на Бигорскиот манастир и на православни албанци во Република Македонија кој го отвора Бранислав Синадиновски, еден од двата многу битни проекти за разнебитување на македонската црква како столб на македонската државност, на македонскиот народ, на македонскиот јазик. Едниот проект беше на Јован Варнишковски кој се наоѓа во Белград, се наоѓа во една многу лоша здравствена ситуација, и вториот проект е на Албанска православна црква во Република Македонија. Тоа се два проекти, црковното прашање ќе го третираме во текот на 2021 година. Тоа ќе биде клучното прашање за еднината на Република Македонија и за македонските разврски. Значи, Илир Мета дојде и го посети Бигорскиот манастир. Да. Јас велам постојано, многу ми замеруваат, меѓутоа велам дека постојат две нерешени прашања во моментот на Балкан, на Балканскиот полуостров. При тоа не ја мислам Република Српска, не ја мислам Босна и Херцеговина, пошто тоа е всушност внатрешно прашање на Босна и Херцеговина. И плюс тоа може да се вклучи евентуално Србија и Хрватска. Двете нерешени прашања кои се битни, едното е помалку битно за мене, а тоа е косовското прашање, второто кој е клучното е македонското црковно прашање. И ке македонското црковно прашање всушност ќе биде најклучното прашање во наредниот период 2021 може и 2022 година. И токму гледате судира на црковното прашање. Да, ма тоа ќе биде актуализирано во оној момент кога ќе биде потребно. Тоа е руската линија. Ајде се вратиме на елементите. Значи Илир Мета е директна руска линија. Вие тоа го знаете, разбирате албанската политика, Ајде разбирате сега се вратиме на клучните елементи на контрола на ситуацијата. Прво, Илир Мета е директно руска линија. Види, кој е чија линија, треба да имаш црсти докази. Штом каде малку шкакливо тука. Штом каде е малку шкакливо, не знам како одиме албанските села таму утепале со калашников 10 луѓе, ние ги прашуваме луѓето кој пукал вала, не знам, јас сум спиел, не знам. Гледам станав на Сабајле утепани 10 легнати тука. Така и вие сега во интервјуто, не знам, не сум одовде. Не сум одовде. Да. Значи, да се вратиме на мене ми е многу симпатично и интересно ова прашање во врска со албанците христијани, Бигорски манастирот и така натаму. Цела мијачија е уствари еден етнички таратур. Кога зборуваме за мијачијата, обично, што е и нормално во оваа држава, сите ги афермираат македонците како мијаци. Пази, таму имаш албанци мијаци, имаш торбеши мијаци, имаш турци мијачи. Има секако по дефолт и македонци. Делењето на етничкото во минатото не постоело. Значи, она што сега е модерно, а тоа е оној... То пред 2 или 3 века ни верата не ги делела. Бидејќи сите биле христијани. Види, не е баш до пред 2-3 века. Добро, поседите, дури 18 век е масовната исламизација на албанското население. Имало и претходно, не велам не, но најчесто по градовите. Дури 18 век, 19 век почна масовна исламизација. Тоа е посебна приказна, зошто? Затоа што османлиите со исламизацијата носеле паралелно со освојувањето на власта и администрацијата. Вие сте видени во Бигорски и стоделе да се молите у Бигорски. Значи, ја ви имам видено дека стоделе у Бигорски манастир. Јас? Да. Мене? Да. Јас сум бил во Бигорски као гостин, као човек кој ги почитува тие вредности. И мислам дека сум се молел, не, ако сум стоел таму, сум покажал почит, а на крајот на крајшето... Како Джеј Рамадановски, што почина прича. Он Свети Петка ја меѓутоа сум искажал апсолутна почит и тврдам дека уште многу пати ќе одам повторно. Усмени. Тоа што кажува за дека Бигорски и албанска црква и дека тоа треба да е пиемонот на она црква албанска што проба да ја прави Бранко Синадиновски. Тоа и оној проект на Јован Варнишковски се двата најопасни проекти во Република Македонија последните 10-15 години, бидејќи удират во нешто што е црковно. Гледате, свесно се намали вредноста, употребната вредност на црквата,
довербата од црквата свесно се намали. Од 2001 година навамо се намалува довербата во македонската црква и одеднаш се појаваа два проекти. Едниот проект е српски проект, да се формира таа православна Охридска архиепископија со Јован Врнишковски, и вториот проект е исто така руски проект, да збориме реално. Значи за таа све што е славистички е секако руски. За таа структура околу без разлика што е дали е Бугарија, дали е Србија. Се очекуваше Владо Поповски да излези. Сами рекоа дека се администратори. Така да и србите и бугарите се чисти администратори. Се очекуваше Владо Поповски да излези и да даде историски мур потврда дека тоа така. Дека се македонизирани албанците православци, дека Јован Бигорски е албанска црква. И да се направи одредена паралела со Матеј Аматерски. И тоа е многу опасен, Аматерски. Ама тоа е многу опасен процес. Албанец. Да, тоа не го спори никој на крај на животот го кажа. Да. Ние тоа не му го спориме. Воред. Значи има плејада македонци за кои ретко кој знае. Да го Бранко Манеловски. Плејада македонци. Кој не знае да гукне албански. Видите, да не знае да гукне албански. Ја го прашувам му да чита тамо, прочите овде, вика не знам да го зборам говорно само. Да, ај сега да дадеме одговор, уште еден одговор, значи. А ги знаете ви албански зборите? Јас, да. Зборувам, моето ниво на албански јазик не е многу високо, меѓутоа зборувам албански, ако сакаш сега ќе поправиме мовите, те научам. Никош не сум ве прашал, зашто говорите чисто македонски подобро од мене. Затоа причината поради која што во јавноста искачам со македонски јазик, тоа е затоа што мојот вокабулар е најдобар на македонски јазик. Јас за жал не учев школа албански, така кој треба нешто се каже, што се остави впечат дека овој човек нешто прочитал, нешто знае, сепак бара вокабулар. Мешам понекогаш и родови и падежи, не сакам да испадам смешно. Чисто македонски, многу чисто. Ама за македонскиот јазик како таков, ја сум оставил зад себе стотици колумни, стотици писанија, стотици нешто кои оставиле белег на човек кој што го знае јазикот. Вие бевте ка Владо Бучковски. Да. Во кабинетот. Сега тоа нема да го негираме, или минатата емисија. Немој бомбона бизнис и ово. Не. Владо Бучковски сега е специјален представник во Софија. Да. Знаете стилот на функционирање на Владо Бучковски. И кога стана збор за дипломатијата, се потребни 2 или 3 работи. Едното е памет, он има памет. Второто е образован човек, универзитетски професор. Втората е тајност, дипломатично, што ние нема. Тоа ја нема таа. Значи, ке него никој што не одело тајно, секој што одело еуфорично, помпезно, на сите звона и така натаму. Има причина за тоа. И тоа не остава доволно простор за да може тајно, мирно и спокојно да се решат тие работи. Не може тајно, мирно и спокојно, затоа што мора да биде транспарентно. Овој народ очекува некаков резултат и сака да го следи патот до резултатот. Мислите дека Владо Бучковски требаше да биде тој што е специјален представник за да ги откочи или да ги ослободи или да ги подобри тие македонски? Биејќи човекот 2004 му бевте тоа советник, 2004 година. Да. 2005 дека е единствен. Едва испаси глава таму у Струга. Кога правеше територијална организација. Со хеликоптер го ваде од Струга. Знам. Да не го вадат пак со некој хеликоптер сега кога ги комплицира тие македонско-бугарски односи. Не знам и не дај Боже таа така да се случи, но има една друга работа, а тоа е можеби не беше единствен човек кој што ова може да го одработи, меѓутоа секако е дека нема подобар. Знае да прави пријатели, тоа тука се согласувам. А зошто тоа го прави помпезно, зошто стилот му е таков? Прво, тој е народен човек. Владо Бучковски не е потекол од некоја високо аристократска не е црвена буржуазија. Фамилија во која он веќе наследил некаков стил на Убералес, што би се рекло. Тој е народен човек, еден сосема фин, нормален другар. И мислам дека... Мислите дека помогне? Па мислам дека ќе помогне. Имаме сериозен проблем со бугарите во еден друг дел. Една држава која што е Бугарија, земја членка на ЕУ, земја која има 1300 години државност. Мислам дека бе 1300. Да. Да се мери со нас и да изгуби. Не може да си опроста тоа. Не може да си опроста тоа, него тоа е за нив харикири. Така да ние како такви сакале некеле ќе го изедеме геврекот. Прашањето е колку ние уствари колкаво парче од геврекот ќе грицнеме. А дека ќе изгубиме, може нема да... Видите, бугарите играат... Тепаме, ама нема ни да биде... Играат бугарите многу подмукло, морам да признам.
И што е Има проблем? структура, си ја сакаат Видите, држава. што е добро и ние сакаме државата, меѓутоа таму Кои тоа има вие? и македонци, Ние самите си ја презираме државата, бе. Па тама е уште, видите, по таа логика, 2 милиони бугари, 3 милиони бугари имат напуштено Бугарија. Значи ти имат уште гледате Слава Трифунов има политичка партија формирано. Слави тој уметникот. До уметникот и он има сега 9%. Значи ГЕРБ има Средна личност. Да, значи трета политичка партија во моментот е во Бугарија и тој има напишано писмо нема таков народ, значи нема такова држава, значи. Кај што вика политици, жени, оросми, значи се најлошо за бугарите кажу, значи они имаат многу полошо мислење сами за себе него што ние како македонци, но не е поентата. Значи бугарите ја вклучуваат Албанија во процесот. Значи, поради Македонија и Албанија не може да ги отпочне преговорите со Европска унија. Тоа мислам дека малку ќе ги кошта. Тоа е една работа. Тоа значи дека ќе се создава нервоза во Тирана. Значи Тирана ќе биде нервозна, бидејќи не може да се отпочнат преговорите поради Македонија, а нервозата од Тирана може да се префрли кај албанските политички субјекти во Република Македонија, бидејќи голема е влијанието на Тирана врз албанските политички субјекти во Македонија. Се подразбират. Што значи дека тие ќе одат на конфликт бугарите. Бугарите само преку конфликт меѓу македонците и албанците можат да спечелат нешто во сегашната ситуација. Не верувам дека може да успеат. Еднаш за навек албанците и македонците сметам дека се освестија дека само заедништвото може да држи една кохерентност и да гради држава. Мислите? И кој? Мислите тоа? Сериозно го мислам тоа. Сериозно го мислам тоа. Ја мислам дека има една добра критична маса. Тоа е добро, кој и така? и на албанци и на македонци кои се свесни дека само заедно може да градиме една здрава држава. Но таквите не беа потребни до сега и не беа афирмирани. Знаете, ние никаде на јавноста и треба будали до сега. Ние никаде, ни во Бугарија, ни во Србија, ни во Албанија нема да бидеме дома. И нашите деца, нашите роднини што заминуваат во Германија, што заминуваат во Америка, да заработат повеќе, но не се дома. Може би втората генерација, третата генерација ќе биде дома. Дома име Скопје. Кога ќе речат дома или во телефонот кога ќе пишат дома, ќе мене телефонот дома. За мене на тези. За да бидеш дома треба да се чувствуваш како дома. Господин Агим, секој се чувствувам Агим. Ние сме пријатели, можем Агим да ме нарече. Да не се персира. Например, ја и ден денес дома е телефонот кај мајка ми. Така? Јас сум исилен 20 години. Значи фамилија моја имам. Живеам сам и така натаму пред да формира фамилијата. Меѓутоа дома кога пишува кај мајка ми е. Тоа е дома. Значи, сам да кажам дека ова е дома. Македонија. И ја мрзиме, не сме задоволни, не ни исполнила. Само критиката понекогаш е функционална. Не ни исполнила можеби одредени амбиции, желби така натаму, но немаме друг. Тоа е генерално. Секој ќе видите и србите се пресели од Република Српска у Белград, па повторно ги сметат како избеглици. Таков третман има, таков статус има. Каша попара се на пред цел Балкан. Да се вратиме на она за бугарите, за конфликтот што сака да го направат внатре во Македонија. Нема да им успее тоа. Нема, мислам дека нема да им успее тоа затоа што на крајот на краиштата и да се обидат од петни жили, мислам дека меѓународната заедница нема тоа да го дозволи, нема ни Америка да го дозволи секако. Види, во големите слики, во геостратегијата, некој да сметаше дека Македонија не е потребна. Таа немаше да биде оваква како што е и во рамки на граници кои се бранити од НАТО. Ми се љутат мене. Значи, клучна држава за американците на Балканот не е ни Србија. Македонија. Е Македонија. А знаеш зашто? Македонија е клучната држава. Ма знаеш зашто? Вие бевте десна рака на Виктор Комрас, така? Чува и десна рака. Тој е првиот. Да. После Кристове. Првиот кој ја нарече Република Македонија, да. Меѓутоа, пази, зошто американците ја сметаат за Ција беше Виктор Комрас? Како? Ција беше? Зини да ти кажем, од кај знам, мислам. Ција е структура класична. Не знам. Тоа е првата што ја пешадијата што ја праќат. Значи и он ги прави темелите таа 90 која трета, четврта веќе беше. И тоа беше градење, тоа беше бутање на бетон во темелите на Македонија. Во која што тој многу даде придонес и мислам дека на Виктор Комрас Македонија треба да му биде многу благодарна. Годинек има попис во Република Македонија и тоа што треба да го направи македонската држава и да има возможност на бугарите да се изјаснат како бугари во Република Македонија. Треба со толкави букви во пописните графи
да има графа или да има определба бугари. На тој начин ние ќе покажеме дека целата таа бугарска стратегија за издавање на бугарски пасоши, со која те лицитираат со бројки, дали се 65, 75, 85, 100.000 бугарски пасоши кои се издадени на македонци од Република Македонија, треба целата таа стратегија да ја пуштиме низ вода. Како ќе успееме да ја пуштиме низ вода така што ќе им дозволиме на бугарите во наводници кои живеат во Република Македонија да се декларираат како бугари на пописот. Јас ви реков во претходните емисии дека нема да има повеќе од 5 до 10.000 бугари кои ќе се декларираат како бугари во Република Македонија. Така ќе направиме карамбол целата таа бугарска стратегија. Направија политичка партија, на чело на таа политичка партија го ставија Петар Колев кој беше член на најтесното раководство на партијата на Красимир Каракачанов и освои 3.555.000 гласови на последните избори на 15 јули. Така ќе помени бугарската стратегија со бугарски државјанства. Ние ќе бидеме паметни, интелигентни, бидејќи само со памет и интелигенција можеме да ги поразиме бугарите, ќе им дозволиме да се декларираат во пописот како бугари. Има возможивме да формираат бугарска партија во Република Македонија, кој ќе ги застапува интересите на бугарите во Република Македонија и ќе бидеме многу попаметни од нив. Тие не дозволуваат македонците да се декларираат во нивниот попис како македонци и да биде формирана македонска политичка партија. Ние ќе бидеме се она што не се бугарите, ќе бидеме паметни, интелигентни и тоа ќе им го дозволиме. Кога тоа ќе им го дозволиме, сите адути од раце ќе им ги земеме и ќе им ја направиме карамбол нивната стратегија. Ќе им докажеме дека не постојат бугари во Република Македонија и дека македонците не се чувствуваат ко бугари. Со ставање вето за Република Македонија, Софија и Бугарија всушност ставија вето за оточнување на преговорите за Република Албанија. На тој начин сака да постигнат две работи, почитувани гледачи. Како прво, ќе ја зголемуваат нервозата во Албанија и ке официјална Тирана, бидејќи Албанија официјална Тирана, односно Дирама, нема да може да ги започнат преговорите со Европската унија. Ако тамо ќе се развие нервоза, со помош на нивните линкови кои ги имаат кај албанските политички партии во Република Македонија, да се развива нервозата кај албанските политички партии во Република Македонија. Значи да има нервоза на две нивоа, и во Тирана и во албанските политички партии во Република Македонија. Развивајќи ја таа нервоза, всушност се сака да предизвикат конфликт помеѓу албанците и македонците во Република Македонија. Само со конфликт помеѓу македонците и албанците во Република Македонија, Бугарија ќе оствари својата крајна цел, а тоа е да не постои Република Македонија, се подели на два дела, на источен и на западен дел. Каде ќе оди источниот дел? Се разбира во преградките на Бугарија. Тоа е она што Лавров го кажува во рускиот парламент некаде пред 2 или пред 3 години, дека бугарите играат на карта на разнебитување на Република Македонија, на албански и на бугарски дел. Албанскиот кој би се соединил со Република Албанија и бугарскиот кој би се, односно македонскиот во источна Македонија, кој би се соединил со Република Бугарија. Видете, излага Филип Рикер. И дава После тоа све беше администрација само. И дава едно брутално интервју против бугарите. И вели дека тој македонско-бугарски спор треба да се извлечи од тие меѓународни, односно тие преговори за пристап на Македонија кон Европската унија, дека треба да се води како билатерален проблем. Знаете, ако тоа ќе се води како билатерален проблем, тоа може да трае 10, 15, 20, 30 години кој што траеше проблем помеѓу Македонија и Грција, но тоа да не им смета, значи они ќе направат некоја варијанта на времената спогодба, предпоставувам јас, по примерот како ја направија времената спогодба 95-та година помеѓу Македонија и Грција, ќе направат некоја слична спогодба, може затоа Бучковски пратен да ги води тие разговори, а да не оди, а Бугарија да не смее да стави вето на прием на Македонија или отпочнување на Македонија за преговори со Европската. Сето тоа се техники. Значи таа техника може да биде многу успешна. Зашто ако ние мислиме дека ќе го решиме ова со бугарите туку така, шанси нема. Ова ќе се влече уште 100 години со бугарите. Гледате, Словачка и Чешка излагат. Излагат Словачка и Чешка и ставаат вето. Значи таман Бугарија мисли дека е завршила работата, дека може таа со вето. Да. Значи Бугарија добива дупло вето. Потоа се истрчува Александар Николовски дава на нестрек изјава. Се јавуваат два амбасадори на Чешка и на Словачка. И не сакам за тоа да ве прашам, но сакам да ја кажам тезата за да може публиката да свати во кој правец. Кажи, ако ме прашаш, остај да зборам. Ќе ви кажам. Ќе ви дозволам. Гледате, брутално се трга против Орбан. Неговата десна рака, што беше пратеник во Европскиот парламент, му вадат пред 2 недели афера дека учествува на геј забава. Значи брутално соди кон расчистување на структурата на Орбан во Унгарија. Му се прави окрупнување на опозицијата. Ке судри на Јанши, ке судри на ВМРО да помане. И секој кој е политички писмен го гледа ракописот на меѓународната заедница дека тоа се прави. Кристијан Мицкоски се прогласува дека е носител и дека имател на фейк профил или на профил на лажни вести на Фейсбук. Да. Излага два амбасадори кои брутално го демантират Александар Николовски. Врската со Унгарија ја денунцират, ја прават непотребна, значи Орбан веќе се соочува со сериозно губење на власта, како што изгуби власта минатата година во Будимпешта. На Јанша
само од Еријевец му зависи владата во Словенија и се случува тука во Република Македонија. Значи меѓународната заедница нас ни кажува што ќе се случува во наредниот период. Ние треба да сме слепи да не го Ама што видиме. ти кажува тоа само ти кажува дека уствари они ги влечат конците, не ние. Ние овде може да се испокубеме за коса, си извадиме очи, да се испоубиеме, се што да правиме, но не сме decision makерите што ќе се случува. Ние од секоја сме биле една маса, народ, средина, земја која што само требала да следи некој пат кој некој му го трасирал. Ние еден пат сами не сме си трасирали. Ме не оставија со бугарите и тама се скаравме. Ама ако сега тоа е потребно, тоа некому е потребно, пази да се разбереме, да не бидеме наивни. Конфликтот со Бугарија во овој момент е потребен на меѓународната заедница. Зошто? Многу повеќе за внатре во Бугарија отколку во Македонија. Ма апсолутно. Политиката е партија шах. Ако во овој момент се случува нешто за што меѓународната заедница може да го реши ако сака само, ако биде Со едно телефонско јавување. Со едно телефонско јавување, ајде чутите и тачка. Значи, некој купува време на Балканот. Кој е тој? Дали ќе се согласи со една теза? А тоа, фрли е едно камче скоро пред 2-3 години за микрорегионализација, оној мал Шенген што го спомна. Така го правеа Ниш, да. па правеа и така. Да. Значи, само наивен човек може да размислува поинаку од тезата дека нас не спремаат повторно за микрорегионализација која патот кон Европа ќе го успери колку сакаш, а ќе го адаптираат и ќе ни фрлат коска во вид на кредити и така натаму, амбиентот ќе се создаде. Станавме членка на НАТО меѓу време. Тоа е многу клучно. Ама без разлика и Албанија и тоа станавме, да, и Албанија, тоа станавме како република, односно како Република Северна Македонија. Јас се нарекам Република Македонија, постојано ќе се нарекам. И ја исто, никој Северна. Ќе се нарекам постојано Република Македонија. Петер Вамаровец, него Вамаровците потоа прашаја. За мене не е Северна, за мене е Република Македонија. Се Вамаровец, така викат. Апсолутно. Да, сте имале комуникација со Мицкоски, така викат. Јас не. Не сте имале? Не сте го бранеле Јас во градот Мицкоски, што не знам да прашам јас. Од тебе слушам. Да. Така да, веројатно сте најголем вамаровец меѓу албанците и најголем албанец меѓу вамаровците у последно време, или не е точно? Па се рачкаш, значи... Па се рачкаш. Ти провоцираш, се настава. Не, да расчистиме една работа, му се вратиме на конфликтот што сака да го направат. Мицкоски или Груевски? Кој е поголем лидер на ВМРО веќе, како сте веќе најголем вамаровец меѓу албанците? Грујо не се равня со никого, Грујо беше лик, мислам. Грујо сепак беше. Комилија Некиевски што држи слика на Бранко Цренковски дома, вие некоја сликиче мало на Груевски држите, тамо на надкасна. Да бидеме начисто, Агимионус е тип за граѓанска опција. Дали бил Мицко, дали бил Грицко, дали бил Зоки, дали бил Зајко, дали бил Бучко, совршено не ме интересира. Мене ме интересира здрава граѓанска држава. Во делот на тоа како граѓанска држава, секој има права и обврски кон таа држава. Ние се уште не сме расчистили како народ со правата и обврските кон државата. Ние бараме права, а обврските не ги ни прашуваме што се. Сега ко Кенеди. Кенеди како? Доминира таа. What have you done for your country? Доминира таа американска линија во вашиот одговор. Ми остануваше на 3 или 4 теми, а веќе 27 минути рековме дека пола сат ќе разговараме. Да ми оставиш да зборам малку, може ќе кажеш нешто поише. Господин Аги, али пази нешто ми импресионира. Мораме на работа да кажам. Мораме на работа да кажам. Ајде. Дома не ми даваат да зборам. Значи, толку сум малтретиран и експлоатиран дома. Имал си несреќно детинство. Не, сега дома не ми дава да зборам. И јас морам емисијата тоа да компензирам. Затоа 2 емисии неделно правам. Инаку претходно правев една емисија неделно, ама тогаш поише ми дава дома да зборам. Сега не ме да тич да зборам дома. Од жена, од керка, од син и така натаму. И јас морам да правам емисија да кажам нешто и инаку ќе заборам да зборам. Биде ти жив и здрав само. Пописот ни е тема. Пописот? Да. Пописот ќе биде чиста манипулација. Зошто? Еве зошто? Затоа што пописот ќе биде крстен на начин кој што сите досегашни потези ќе ги оправда. Што значи? Албанците ќе имаат онолку колку што треба проценти, македонците ќе имаат онолку колку што треба, има се искрои еден фустан што ќе му лежи на секого. Тоа спомнеги. Значи, кратко и јасно. Само наивни луѓе може да мислат дека пописот ќе биде реален. Всушност, кога ќе погледнете историски, што ни гледачи, тоа е таа линија Грубчин-Подмолје. Таа линија во текот на Втората светска војна дели две делови на Република Македонија. Источниот, западниот дел на Република Македонија. Источниот дел, кај што доминира
или е под окупација на фашистичка Бугарија, кој сега не сака да не биде нарекувана фашистичка Бугарија, не постои фашистичка Бугарија, меѓутоа има еден факт кој никој не го негира. Царот Борис има свој син, тој се вика Симеон Саксобурготски. Симеон Саксобурготски до пред 15 години беше премиер на Република Бугарија. Не постои царска лоза или царско семејство кој беше на страна на фашистите или на нацистите во текот на Втората светска војна, а представник или потомок на таа династија или на таа царска лоза подоцна да биде на некоја функција во одредени држави по завршување на Втората светска војна. Единствено во Бугарија синот на цар Борис, тој Симеон Саксобурготски, беше премиер 4 години во Република Бугарија. И уште 4 години беше во коалиција со БСП или партијата на бугарските социјалисти и беше 8 години власт во Република Бугарија. Од чинелот на царот Борис, односно синот на царот Борис Симеон Саксобурготски, излегува и Бојко Борисов. Бојко Борисов е бодигард или телохранител на Тодор Живков, а е министар на полицијата, односно директор на бугарската полиција во време на Симеон Саксобурготски. И тоа е таа фашистичка линија која постои во бугарската политика. Таква фашистичка линија постои во албанската политика. Само во албанската политика се уште се слави Бали Комптар или балистите кои биле фашистичка власт во оној западен дел на Република Македонија, заедно со италијанските фашисти, во западниот дел на Република Македонија, некаде до 43-44 година на власт бе италијанските фашисти и бе албанските балисти. Може нешто се направат. Зашто? Сад, значи, пак македонци, албанци има ова да не го сватите. Да, омилена тема ти. Да, не. Зашто прифативте да биете бројка? Ние? Да. Вие не направивте бројки? Нема. Преговорите во Охрид 20%, 18%. Јас 2003 година пишувам колумна, значи 2003 година пишувам колумна. Тоа многу малку го знаат, тоа утрински вестник сум го пишал. Иако сметам нели дека сум јастреб и во однос. Текно или дека заедно пишувавме, имаше Да. на пола страница горе Да, ја или заедно. доле ја и ти. Мене ме доживат луѓето кој јастреб и да, навистина кој станува збор за одбрана на македонските интереси, јас си делувам кој јастреб, меѓутоа имам крајно либерални ставови во однос на сите кои живеат во Македонија, околу Македонија, ако тоа не е засега Република Македонија или ако не засега нешто од нашиот идентитет македонски така натаму и така натаму. Јас сум сметал дека треба да биде легализиран Тетовски универзитет. Вие не можете образование да спречите. Како ќе спречите образование? 2003 година сум пишал колумна кај што сум велел Косово е реалност без разлика што ни направија војна 2001 година. Таа е реалност, вие не можете таа реалност да ја негирате. Сакат луѓето да направат држава, направиле држава, окей, помогнал НАТО, имало бомбардирање. Можеби тоа не е најсрекно изведено и направено, но треба да биде. Сум се залагал пред 2 години дека бугарскиот јазик треба да биде составен дел на уставот на Република, па после се јави Така ќе ми направивме најболја зврчка на Бугарија. Како ќе кажа дека тоаш не може аргументот Дека е уставна категорија. категорија македонскиот бидејќи апсолутно. уставна категорија и бугарскиот јазик во устот. Значи во целата таа работа. Значи како прифативте да сте бројка? Па вие треба да ги уживате истите права, дали сте 15 или 30 или 30%. Ова ме вреđа. Видите, Дуи од вас направи бројка, Дуи, партијата Дуи. Дуи не направи од нас бројка, вие сте тие, пак ме влече за јазик да збориме на тема вие ние. Значи, албанците никогаш не биле бројка. Те биле реалност Бројка која станавте. административно морала да се мери преку Станавте бројки. Сега, ако Бидејќи- ја тебе ти бидејќи- кажем дека ние имаме 4 члена во семејството, зборот четворка е бројка. Ама не. Али за да ти докажем дека сме бројно семејство, мора ти го излезам во бројки. Значи неговте во еден неуспешен експеримент. Навредливо некој ти каже, вие сте бројка, чекаве, ние сме народ кој што зашто тие права сакале вие или не да го прифатите, тоа има Видите. по-долга историја од нас. се согласувам. Видите, Аги. Значи без разлика колку проценти се македонците во Албанија, Добро. треба да ги уживат истите права кои што ги уживат сите младсинства. Зарем не ги уживаат? Не е битно, не ги уживат. Албанија например се уште ја нарекува Република Македонија како поранешна Југословенска република. Под притисокот на Грција, Албанија беше единствена држава во регионот која нарекуваше Македонија поранешна Југословенска република Македонија. Така беше, нели? Да. Тоа уште во време на Сали Бериша беше направено, проба Сали Бериша да ја призна Република Македонија под уставно име. Сериозен беше притисокот на Грција и се откажа од целата работа. Значи јас не сметам дека правата треба да се базираат врз бројка. Туку правата треба да се базираат врз заедничко живење. А ова треба да го изградиш заедничка прво. идеја. Чекај, ама беше ще Се зинеш, баби согласувам. жаби пак ти. Не се согласувам. Чекај, ти треба да Се го согласувам. изградиш тој Ние мораме- квалитет ние на мораме живот, да- ние мораме врз да- кој што ќе темелиш други Ние вредности. мораме да преживееме некои процеси. Прашањето, например, што е 2001 година? Ние се уште немаме заеднички одговор. Фингерајка чисто. Да, фингерајка, но еден дел на албанците ја доживуваат како народно-ослободителна војна и затоа функционира партијата Дуи, кој што функционира партијата на Јосип Брос Тито,
и таму има поише команданти од колку што имало борци. Има и ден денес, Нели? колку што има меѓу вас комити. Да. Има комитите изумре, нели? Ова е веќе трета генерација или четврта. Добро, ма и овде Четвртата генерација на комити стана антички македонци. Така што кај овие од Дуи има Што кажува тоа? Тоа Значи, само четвртата кажува дека генерација може на- човек да се игра дрндупка со вас. Абе не може никој да преме на антички Видите, македонец ако не Видите, видите, Аги. Сами си пуцавте у нога, Аги, човече. никој не направи толка голема карикатура од македонската историја колку што направи Никола Груевски. Ги купи историчарите да молчат, а им даде на шарлатаните да ја пишуваат историјата. Значи, ова е еден од гостувањата и интервјуата во кои што досега немам кажано толку пати да во право си. Јас ово го мислам. Прв пат јас кажувам работи кои јас ги мислам и кои размислам и кои зборам дома со мои, со пријатели, со блиски, јас вака размислам. Значи, ние сме се бореле цело време да докажеме дека Кирил и Методи потекнат од овде. И одеднаш беше срамота да кажеме дека сме словени. 10-11 години. Така требало да биде. Јас сум од Егејска Македонија, формално правно, значи од Егејска Македонија, Северна Грција, таму и од мајка и татко потекнам. Значи прататковина на Александар Македонски се Костурските планини. Значи таму кај што се родени моите, таму е прататковина на Александар Македонски, односно на династијата на Александар Македонски. Подоцна се преселат во Пела, тоа е некаде околу 150 километри поисточно, генерално. Ние за Александар Македонски немаме народни песни. Немало ни во нашите краеви, во нашите села, во нашите мести народни песни. Приказната е грчка приказна околу Александар Македонски, кај што грците сакат нели да докажат дека всушност Александар Македонски ги спојува грците и македонците. Дека ние сме словенизирани грци, а тие се хеленизирани македонци. Еве, ајде да речеме условно. Така. И тој дел на историјата ние мораме да го проучиме ко македонци, кој што мораме да проучиме дека дел од тоа Не можете сега ја укина историјата више, не можете да го изучувате тоа. Па добро, во географија ќе го учиме. Ќе го учиме во географија. А зашто ни служеше нас историја и географија вака генерално? Географија ни служеше да знаеме како ќе ни замина децата да не мигрират од Македонија, а историја за да Тоа што ние го изучувавме беше еден поинаков модел, значи моделот на школство во поранешна Југославија создаваше една Здрава генерација. маса широко Здрава информирани, здрава генерација со општа култура. се согласувам. Ние сега што учиме? Мислам, што учат деца, ја ги жалам. Да, Аги Мијунус, видите, до 96-7 година, ја мислам дека Киро Глигоров, значи атентатот на Киро Глигоров е таа пресвртна точка во македонската историја. До атентатот на Киро Глигоров ние имаме се уште влага од Југославија, значи ова не го кажам ко југо... Влагата уште ја има. Не го кажам ко југо носталгија, Да. туку системот продолжи да функционира. Вие кога седнете да видите Кирил Лазаров, југословенска школа на ракомет, Владо Илиевски, југословенска школа на кошарка. Значи, овие најголеми успеси што се правени. Пандев 83 година, значи. Ние гледате, имаме проблем како сега да направиме кошаркар од типот, не знам, на Врбица Стефанов. Мала земја сме за. Врбица Стефанов е роден 73 година, значи тој 90 година кој е Македонија независна држава, веќе има 17 години, помине југословенската школа. Значи здравството не функционираше врз база на тој принцип, образованието не функционираше. И тоа е до атентатот на Киро Глигоров. МЗТ Скопје 97 година без 15 странски кошаркари стигна четвртфинале да игра. Куп на Радеве Корач со Реал Мадрид тука. Тоа го победи Реал Мадрид. Бев на таа утакмица. Сум бил јас. Боди Рога играше тоа за Реал Мадрид. Да. Да. Марк Дин, така ли се каже? Ај сега да го притвараме овој муабет и ако ми дозволиш да кажам шеговито нешто. И сега ќе дојде пописот. Да. И ако не го направат ко фустан, Нема поинаква... ние пак ќе се истепаме. Пак ќе бидат темите 75.000 државјанства, 150.000 државјанства. А со што друго ќе се бавиме? 200.000 државјанства. Ќе се друго колими, ќе се ќе се бавиме? тепаме, па не се 18, туку се 23%. Видите, јас работел на Алсатем телевизија. Да, повикаделе гласови па. Дали вие верувате дека на Алсатем телевизија во тек на летен период за 4 пати паѓа, за 5 пати паѓа гледаноста? Еве нека ги извадат реалните бројки. Тоа значи дека масовно албанци тоат на печалба во текот на летниот период не се во Република Македонија. Има вистина во тоа. Значи, и се ние тука ќе збориме толку биле на луѓето си селот, нема луѓе у Република Македонија. Има вистина во тоа. Гледате, господин Агим, на изборите последни. Да. Процентот на излезени луѓе што гласат за албанските политички партии е намален.
Не, тоа има други причини. Океј, ќе речете дека има недоверба кон албанците, кон албанските политички партии, но се иселуваат луѓето. Се иселуваат сите, не само албанците. Апсолутно. Апсолутно. И македонците. Има и бројката на македонци на пописот, Господ знае само колкава ќе испади. Ете, почитувани гледачи, како функционират тие големи сили. Наоѓаат одредени институции или одредени символи на одредена држава, одредени столбови на одредена држава, прават анкети, анкетите им покажуваат кои институции се столбови на одредена држава и на нивната државност. Например, тоа беше војската во Република Србија и направија неколку афери каде што ја разнебитија војската на Република Србија. Во Македонија тоа беше Македонската црква и направија све да ја разнебитат Македонската црква. И така тие функционираат. Наоѓаат кои се столбови на одредена држава и подоцна ги разоруваат тие столбови на таа држава, настојувајќи така скршената држава да стават во сферата на својата гравитација и да спроведат одредена политика која е во нивни интерес. Сега тоа им го прават и на албанците, го прават со кршење или со рушење на митот на УЧК. Јаваат аферата на жолта куќа. Со жолта куќа се срамат албанците кои биле дел на УЧК и албанците кои биле против УЧК. И со кршење на митот на УЧК, со пензионирање на генералите или на командантите на УЧК, тие де факто сака со кршење на митот на УЧК, всушност УЧК да го фрлат на колена, да ги направат многу поприфатливи и многу по-кооперативни за преговори албанците од Косово, албанците од Тирана и албанците од Република Македонија и така да се влезе со нивна скршена кичма во процес на конечно решавање на косовското прашање, значи со жолта куќа, со отварање на тие афери, со пензионирањето или со приведувањето на Хашим Тачи неговото судење во Хашкиот трибунал, а може и тоа да се случи со одредени команданти во Република Македонија, со скршена кичма на УЧК ќе се влезе во финално решавање на косовското и на албанското прашање на Балканскиот полуостров. Така функционираат големите сили. Ко сака да го решат македонското прашање, скрше кичмата на Македонската православна црква. Ко сака да решат српското прашање, ја скрше кичмата на српската војска и српската армија. Сега ако сака да го решат албанското прашање, го кршат митот на УЧК. Така ќе се влезе во конечно решавање на албанското прашање на Балканскиот полуостров без разлика како Бајден ги цени или ги сака или не ги сака албанците. Бидејќи беа на фашистичка страна во текот на Втората светска војна, албанците сакаат да направат одредена историска реприза или одреден историски репринт и тоа што се случи во текот на 80-тите и 90-тите години и почетокот на 2001 година, а тоа се конфликтите кои се водени од УЧК на територија на Балканскиот полуостров, да ги поистоветат со народно-ослободителната војна која се води на просторот на Балканскиот полуостров во текот на Втората светска војна. И тоа што биле Титовите команданти се да бидат командантите на УЧК. Титовите команданти има рок на трајање од 20 години. После 20 години Брионскиот пленум сите тие беа пензионирани. Слично нешто ќе се случи и во структурата на УЧК. Помина околу 20-21 година од појавата на УЧК на Балканскиот полуостров и сега командантите на УЧК ќе бидат пуштени низ вода и ќе бидат политички пензионирани. Последните процеси Хашим Тачи е во Хаг. Артан Груби беше обвинет дека преведувал за структурите кои учествувале во истражувањето на жолта куќа. Видите, митот на УЧК се крцка. Почнува да се јади, како глувци да почнат да го јадат митот на кога можеше за ЈНА више митот да паѓа, да бледе, кога можеше за многу посилни структури, сега колку за УЧК, се уште е тазе еуфоријата или барем е у некоја фаза. Ама систем е тоа. Ама тоа е систем. Кој што профункционира и доведе до кај што доведе. Ама ајде видите. Војската во Србија имаше најголема доверба. Па извадија 6 афери. Од Топчидерско бордо, па кој убиен, како убиен и така натаму. И ја уништија довербата во војската во Србија. Во Македонија црквата беше со најголема доверба. Со серија на афери ја уништија довербата во црквата. Е така сега се уништува митот на УЧК и во Косово и во албански дел во Македонија. И вие тоа го гледате, знаете дека тоа е процес и дека тоа е процес кој го прави меѓународна заедница. Тоа значи дека албанците ќе треба да направат некои сериозни отстапки, затоа се руши прво митот на УЧК за да може да бидат клекнати на колена албанците. Значи, сето тоа има своја содржина и своја вистина, но ќе се вратиме на тоа што реков, нити било кој на Балканот одлучува сам за себе. Добро, кој ќе каже жолта куќа. Зашто седите у жолта фотелја, затоа седнав у жолта фотелја, нели? Жута фотелја, шиптар на незе. Така ние, нели, во автокоманда, пошто сум растан, имаше еден виц, нели? Да. Не, Джелио носиш кондружут, моја мајка Джелио љут, нели, тоа беше. Значи, седите во жолта фотелја, нели, да ви асоцира на жолта куќа. Морбидно, без разлика дали тука се спомнуваат албанци, срби, македонци, грци, шпанци, морбидно, недозволиво и апсолутно ги вадат одеднаш. Шта, ги
стават на маса. Че имаат од една сите тие работи, со тоа не значи дека србите не праеле. Тоа треба да е човек будала да рече дека србите тоа не го праеле. Дека нема гробници кај што се албанци, дека Милошевиќ не правел тортура и така натаму. Кој би протестирал ако нема Во војна кој ги брои више тие нешто? Да. Но одеднаш сега учека сега се става на тапет и се става на маса. Му дошло време, пријателju. Дојде време. Дојде време. Него пред да завршиме само апелирам да не се љутиш, морам да кажам нешто. Да, Да повелете. бидеме интересни, нали? Ајде. Ова е еден интервју во кој што најмалку откако знам дека искачам во некаква јавност, сум зборел. Очигледно не ти дава дома да збориш многу. Опште. Ама опште. Кај ќе можеш ова да го потенцираш? Да се направи некоја група, Спремен сум, да се направи ако некоја група. платиш да те слушам 12 дена. Не, некоја група за подршка да се направи, да му дозволите на Васко Ефтов дома да збори. Во секој случај задоволен сум што ова моje гостување овој пат ќе биде пример за убаво и за убав амбиент на разговор. Воен конфликт нема да има. Воен конфликт? Да. Ќе можат ли бугарите да не направат воен конфликт, да не направат? Ма да, и тоа се глупости. Не, господин Јогосовите. 99-та година се сеќаваат, Иван Костов е веројатно најмокниот албански премиер и најинтелигентниот албански премиер. Тој е 99-та година. 99-та година е Косовската бегалска криза. Тогаш Иван Костов излегува и не сака да прими бегалци од Косово на територија на Бугарија, вели можам да примам само македонци кои се бегалци од Тетово и Западна Македонија. Значи тоа е стара бугарска идеја. Групчин подмолје. И да не бидеме наивни дека бугарите ќе играт на таа идеја. И да не бидеме наивни дека бугарите ќе пробат кај албанците да најдат сојузници за таа идеја. Да велам, расчистиме, Групчин подмолје, линијата ќе биде актуелна уште 400 години. Кратко и јасно. Све е ова битка за конец. Конец мора пасти, а конец не ќе пасти. кликнат и американците на копче албанците да направат конфликт овде. Зашто ако не кликнат американците нема да има конфликт. Можат русите да прават, пошто имаат сериозни инсталации меѓу албанците. Значи тоа не го отворивме како прашање. Русите имаат сериозни инсталации и она стара структура Косово, Република, која беше од Денвер Хоџи и така натаму, најголем дел беше од КГБ преку Романија финансирана и кога ги прашате овие што лежеа за идејата Косово Република, од каде се финансирани, и ви кажа дека се од Романија. Куштри лири со тамо беа книгите, литературата, парите, све од Романија беше носена. Нисам одавде. Фала многу. Молим многу. Да. И да се видиме која во една емисија која ќе ме пушти Ти да ти кажам што мислам да. Здивна сега рече, овој не ме газаше многу во интервјуто, не ме газеше многу, спаси глава, сега ти олесна. Се гледаме некоја следна прилика. Нека ќе даде Господ само заедно и зубу. И гледате, почитувани гледачи, Артан Груби, чие име се спомна во тие процеси истраги кои се прави околу жолта куќа, сега молчи. Сега молчи, никаде го нема. Одеднаш мокниот, силниот, арогантниот Артан Груби го снема од политичката сцена. Сега е кооперативен Артан Груби. Гледате што прави Али Ахмети. Го повикаа во Хаг, го сослушува од Хашкиот трибунал во Приштина и повторно Али Ахмети сега е конструктивен, кооперативен. Сеќавате какви барања поставуваше после 15 јули. Е така функционираат големите сили. Пуштат одредена афера, со таа афера им ја кршат кичмата, дали на србите, дали на македонците, сега наред се албанците, откога им ја скршат кичмата, тогаш тие предат како мачење. Е така предат овие структури на УЧК. Не само структурите на УЧК, такви афери ќе бидат извадени за Зедин села, ќе бидат извадени за Африм Гаши, ако се покаже и колку потребно. Сега албанците треба да бидат конструктивни. Зошто? Бидејќи финално се решава македонското црковно прашање, Македонија мора да ги отпочне преговорите со Европската унија, Македонија стана членка на НАТО и Македонија треба да го реши црковното прашање. За тоа да биде решено во корист на македонците, мора да бидат милни на албанците. Затоа меѓународната заедница на некој начин ја предвиде оваа стратегија на бугарите. Бугарите кои се обидува со помош на албанците да направат дестабилизација во Република Македонија, сега таа стратегија ќе биде искршена со ставање под контрола на албанците на УЧК во Република Македонија. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. До крајот нова календарска 2020 година ќе имаме уште една емисија. Нема да биде во четврток, бидејќи 31 декември и ќе биде во очи прослава на нова година, туку новата емисија ќе биде в 22 часот среда на 30 декември. Внимавајте, значи не четврток 31 декември, туку среда 30 декември во 22 часот емисија во Центар, последна емисија за ова календарска година. До среда во 22 часот се гледаме. Пријатно вечер Македонија, каде да си.